Утре православните христијани ќе го прослават Свети Трифун, празникот на виното, а католиците Свети Валентин, заштитникот на влюбените. Од залюбените се прави, морам да потенцирам, комерцијалност, профитирање, а профитираат цвеќарниците, продавниците, рестораните, туристички агенции, а од незалюбените пак ноќните клубови и дисконтите на пијалуци. Како гледаме, и двете страни на крајот имаат ова заедничко, а што се случува, влегуваат во греф. 14 февруари за некого е Свети Трифун, а за некого ден на влюбените. Но, како и да е, сепак е добар повод со вашиот партнер или партнерка да заминете на некое патување, кратко или подолго во зависност од вашите можности. По повод празникот Свети Валентин и Свети Трифун има интерес, но не толку голем како за останатите празници, така да неколку групи отидоа замина за Прага, Будимпешта и одредени наши сограѓани отидоа за Банско. Поблиските дестинации се, како што реков, Банско, а инаку подалечни европски дестинации, Прага и Будимпешта заминаа. Колку е, има ли доволно интерес, да речеме, за да се исполни една тура? Да, за една тура да се исполни треба минимум 40 патника, така да со групирање на повеќе туристички агенции правиме по една група за вакви по-незабележителни празници, иако голем христијански празник е Свети Трифун. Екипата на Канал Плюс ги праша и младите на кој начин ги прославуваат овие два празника, но не сакаат да зборуваат пред камера. Срамежливо позади камера ни наговестија дека најчесто со разменување подароци, цвеќиња за понежниот пол или пак патување до некое место е начинот на кој го одбележуваат 14 февруари.